Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. А во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Американската државна секретарка Хилари Клинтон денеска заминува на 6-дневно патување во Источна Азија, каде ја чека голема листа на контроверзни прашања од регионот. Започнуваме со вести од САД и од светот. Клинтон во петок во Токио ќе се сретне со јапонскиот премиер Јукио Хатојама и министерот за надворешни работи Кацуја Окада. САД и Јапонија имаа несогласувања околу преместувањето на американската морнаричка база на јапонскиот остров Окинава. Таа потоа заминува за Кина, каде ќе го посети американскиот штанд на саемот Шангај Експо, а потоа во Пекин ќе разговара за економски прашања. Оттаму заминува за Јужна Кореја, каде ескалираат тензиите со Северна Кореја по потонувањето на јужнокорејски воен брод на 26 март, при што загинаа 46 морнари. А во врска со тоа, Јужна Кореја вели дека е очигледно оти Северна Кореја е одговорна за смртоносниот напад врз јужнокорејскиот брод. Белата куќа издаде соопштение, поддржувајќи ја истрагата на Јужна Кореја и нарекувајќи го инцидентот чин на агресија, што го предизвикува меѓународниот мир. Но Северна Кореја упорно порекнува вмешаност во тонењето на бродот. Лос Анджелес Лейкерс се поблиску до финалето на НБА по вчерашната победа над Феникс Санс со 124-112. Лос Анджелес во моментов водат со 2-0 во плейоф над преварите во западната конференција, а третиот меч се игра внедела во Феникс. Финалето од источната конференција продолжува в сабота. Бостон води против Орландо со 2-0. Американскиот конгрес води истрага за големото излевање на нафта во Мексиканскиот залив. Конгресмените веќе извлекоа некои заклучоци на сведочењето на официјални лица. А во предложение ќе ви кажеме што досега се знае, што се прави за тоа и што останува да биде грижа, зашто не се знае. Администрацијата на председателот Обама е под притисок да стори повеќе за санирање на штетата и спречување слична катастрофа во иднина. Ново подводно видео покажа дека нафтата од морското дно продолжува да се излева. Сенаторот Барбара Боксер вели дека видеото е доказ дека последните напори за запирање на излевањето на нафтата не се успешни и покрај спротивните тврдења од собствениците на бунарот. Ова е кошмар што трае. Ако треба да направиме реформа, тоа е сега. Секретарот за внатрешни работи Кен Салазар призна дека имало пропусти и оти федералните регулатори во минатото биле премногу наклонети кон нафтената индустрија. Но пред Сенатската комисија за животна средина и јавни работи Салазар јасно стави до знаење дека има чувство на ургентност. Ова е вистинска армија што се бори на сите фронтови, вклучувајќи го и фронтот на животната средина. Начело нова агенција е Лиза Джексон, која вели дека има загриженост за загадувањето на водата. Таа вели дека владени официјални лица внимателно го следат користењето на хемикали за разградување на наталоженото количество нафта на површината. Знаеме дека користењето на тие хемикали го зголемува ризикот за крајбрежјето и организмите на површината на водата. И знаеме дека тие се разградуваат за неколку недели, што е подобро од неколку години, колку би останала нафтата доколку не е третирана. Но загрижени сме за работите што не ги знаеме. Друга причина за загриженост – откривањето на 20 парчиња катран во Ки Вест, Флорида. Од каде тие дошле? Се уште се испитува. За неколку години може да станеме тотално немоćни во борбата против некои бактериски инфекции. Ова за некои стручњаци е неизбежно ако сега нешто не се стори за проблемот на неефикасност на антибиотиците. Тие бараат Конгресот на Соединетите Американски држави да реагира. Светската здравствена организација отпорноста на антибиотици ја нарекува една од трите најголеми закани по човековото здравје. Несоодветната употреба на антибиотици довела до појава на вид бактерии отпорни на антибиотик. Експертите велат дека доколку сега нешто не се стори, инфекциите кои претходно биле излечиви може да се вратат како опасни болести. Доктор Томас Фридан е директор на Американските центри за контрола и превенција на болести. Тој ги повика американските законодавци да се ангажираат.
Зборуваме за ери пред и за време на антибиотици, но доколку не најдеме подобар одговор на проблемот со отпорност на антибиотици, може да навлеземе во свет по антибиотици, со мали можности за лекување на инфекции. Специјалистите стравуваат дека со поголема употреба на антибиотици тие стануваат понеефикасни. Генетската мутација на бактериите е природен процес, но прекумерната употреба на лекови го забрзала. Доктор Доналд Порец вели дека отпорните бактерии може да водат до наплив на некои сериозни болести. Мощно отпорни бактерии може да завлезат во уринарниот тракт, но тоа е само еден пример. Може да има кожни инфекции, инфекции на бели дробови. Тука е проблемот со туберкулозата што не се лекува соодветно во многу делови во светот. Една од најсмртоносните инфекции е предизвикана од отпорност на метицилин на бактеријата Staphylococcus aureus, позната како мрса, од која годишно во САД умираат по 19.000 лица. Доктор Порец вели дека овие инфекции може да станат глобални. Целиот проблем, според стручњаците, се сведува на следното. Фармацевтските компании го намалиле производството на антибиотици, поттикнати од маргината на профит. Антибиотиците биле се помалку достапни, а помалото од оптималното дозирање значи дека одредена бактерија преживува и постепено гради отпорност. Како и да е, сега се инсистира на образување на пациентите и лекарите да престанат да земаат или препишуваат антибиотици кога не се неопходни. Ако по ова сте збунети дали за инфекции треба да се користат посилни антибиотици или сосема да се прескокнат, не сте сами. Најстрашно е што мрса, например, најмногу се шири од болниците. А поврзана со болници, но на сосема друга тема, ќе зборуваме и во утрешната емисија. Утре во Newsflash стручњаците за траума велат дека американските болници не се подготвени за последици од напад со автомобил бомба. Гледате утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.